Иако на видео снимката која беше објавена во јавноста се гледа дека илјадници од амандманите поднесени од ВМРО ДПМН до собраниските служби, а во врска со седницата за законот за употреба на јазиците завршиле во отпад, од собранието велат дека се работи за наводно фрлени амандмани. Во соопштението до медиумите од собраниската прес-служба не само што се демантира дека амандманите завршиле во отпад, туку и се додава дека сите поднесени амандмани се уредно примени во собраниската архива. Поголем дел од нив се архивирани, обработени и ставени на е-парламент. Откако видеото беше прикажано во медиумите, најголемата опозицијска партија, која инаку го бойкотираше парламентот, а сега најави дека ќе се врати за да учествува на расправата за законот донесен во нејзино отсуство, а сега вратен од председателот на државата со огромен број забелешки, ВМРО ДПМН побара истрага за, како нагласија, овој срамен недемократски инцидент. Истрага мора да има, одговорните мора да бидат откриени и санкционирани. Не сме никому да му се дозволи да ја понижува демократијата на овој начин, рече Дарко Костовски од ВМРО ДПМН. Дали некој сакал да испрати порака дека со доаѓањето на власт на Заев демократијата заврши во контењер и се ќе си биде како што ќе одлучи СДСМ. Колку и да се штетни нивните одлуки за државата и народот. Истрагата за овој срамен, недемократски чин мора да започне. Истрага мора да има, а одговорните мора да бидат откриени и санкционирани. Не смее некому да му се дозволи да ја понижува демократијата на овој начин. Ваквите постапки нема да го спречат ВМРО ДПМН и понатаму да стои во одбрана на законите и уставот на државата. Законот за двојазичност кој СДСМ насилно го носи е спротивен на уставот на Република Македонија. Од собранието соопштуваат дека е спроведена интерна проверка која покажала дека сите оригинали на амандманите уредно биле архивирани и се наоѓаат на собраниската архива. Амандманите прикажани во јавноста се копии од амандмани кои се уредно внесени во процедурата и се веќе објавени на е-парламент, со што се достапни на сите 120 пратеници и на јавноста. Велат од собранието каде се загрижени дека вакви, како што велат, дезинформации, штетат на угледот на собранието и тековните реформски процеси, се додава во соопштението. Онака како што беше донесен овој закон предизвика бура несогласувања и во професорската и во политичката јавност, а се укажуваше и на многу злоупотреби, од тоа дека е во судир со уставот до тоа дека ја нарушува унитарноста на државата. Трето, дека со него се злоупотребуваат дури и европските закони, заради европското знаменце кое ги скрати постапките при негово донесување. Седницата за повторно носење на овој закон почнува утре. Според деловникот, за секој амандман се гласа поединечно, а подносителот има 3 минути да го образложи амандманот. Простата математика вели дека за поднесените 35.000 амандмани на пратениците ќе им бидат потребни околу половина година за да го слушнат образложението и потоа да се изјаснат за секој од нив поединечно. Ова сепак не е новина во македонскиот парламент, туку практика во која учествуваше дури и актуелниот прв пратеник Талат Џафери, кога неговата ДУИ поднесе 14.000 амандмани на законот за бранителите. Џафери тогаш на матичната комисија за секој амандман или молчеше или 3 минути читаше поезија.